I've just signed a letter informing Prime Minister Zaev of NATO's... Што туку го потпишав писмото со кое го информирам премиерот Заев за одлуката на НАТО да ја покани неговата влада во Скопје да ги почне пристапните преговори со Алијансата. Договорот за спорот со името, што го постигнавте со Грција, ја отстрани пречката за отворање на пристапните преговори. Знам дека компромисите беа добри за двете страни, но верувам дека договорот е во најдобар интерес и на вашата земја и на поширокиот регион. Сега ќе почнат деталните пристапни преговори за да и помогнеме на вашата земја во конечните подготовки за полноправно членство. Кога ќе ги завршите националните процедури и сите НАТО членки ќе го ратификуваат пристапувањето, ќе станете 30-та членка на Алијансата, со место на нашата маса и рамноправен глас во дискусиите и одлуките, како и безбедноста што доаѓа со членството во најуспешната воена алијанса. Тоа ќе биде горд и битен ден за вашата земја, регионот и за НАТО. Сакаме да ја видиме вашата земја во срцето на стабилен, демократски и напреден регион. Денешниот ден е важна етапа во постигнувањето на таа цел. Голема чест и привилегија е да се обратам денес во овој историски момент од овој подиум во седиштето на НАТО заедно со генералниот секретар Столтенберг по повод поканата Република Македонија да стане членка на НАТО. Ние денеска не криеме дека сме многу горди и благодарни на одлуката на нашите сојузници да започнат преговори за пристап за полноправно членство на нашата земја во Алијансата. Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Ова одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од 2 децении. Ова е признание за работата на сите македонски политичари од независноста до денеска. Признание за нашите институции и за сите политички партии. Ова е признание за сите наши граѓани, за целото граѓанско општество и за сите останати кои трпеливо го чекаа овој ден.